По неканонското укинување на Охридската архиепископија во 1767 година од страна на султанот Мустафа III, диецезата на Охридската архиепископија потпаднала под јурисдикција на Цариградската патријаршија. Македонските епархии веднаш биле пополнети со грчки или грцизирани архиереи. Една од целите на Цариградската патријаршија била да го наметне грчкиот јазик и култура на граѓанството кое во Македонија се уште било во повој и кое во иднина би било предводник на еленизацијата во Македонија. Доминацијата на грчкиот јазик, писменост и култура имало одраз и во османската администрација. Османлиските власти верата ја поистоветувале со етносот и целото православно население, кое било под јурисдикција на Цариградската патријаршија, османлиските власти го третирале како рум милет, ромејски грчки народ. Ваквите односи ќе имаат особено негативни последици кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век во Македонија, во екот на жестоките борби меѓу пропагандите. Со цел да се избрише меморијата за Охридската архиепископија и да се отстранат одредени можни обиди за нејзино обновување, во 1786 година, речиси 2 децении по нејзиното укинување, тогашната Охридска епархија била присоедината кон Преспанската, а епископите на оваа епархија биле именувани како Преспански и Лихницки. Истовремено, со јакнењето на економските позиции на македонското граѓанство во првата половина на 19-тиот век, се засилувало и тежнението за отфрлање на јурисдикцијата на Цариградската патријаршија. Големо влијание имало веќе започнатото преродбеничко движење, кое ги зафатило и црковните кругови за создавање, односно возобновување на православните цркви во Грција, Романија, Бугарија. Меѓу првите црковни општини во Македонија, кои пружили отпор на Цариградската патријаршија, била Скопската општина. Скопските првенци успеале за само една деценија да сменат и протераат неколкумина грчки митрополити. Токму затоа, новиот скопски митрополит Гаврил, испратен од Цариград во 1832 година, дозволил на богослужбите да се употребува црковнославенскиот јазик. Според спомените на митрополитот Натанаел Кучевишки, митрополитот при посета на манастирот во село Кучевиште изразил желба да соработува со местното население и првенците и да ги почитува местните обичаи. Во негово време, Скопската црковна училишна општина речиси без тешкоти успеала да подигне нова соборна црква во градот, црквата Света Богородица, во 1835 година, како и да отвори училиште во 1836, односно 37 година. И во другите делови на Македонија, во 30-тите години на 19-тиот век, дошло до отворени судири меѓу македонското население и патријаршиските архиереи. Споменот на Охридската архиепископија и добрата организираност на охридското граѓанство биле клучни во силниот отпор за отфрлање на јурисдикцијата на Цариградската патријаршија во Охрид и Преспанската епархија. Уште во 40-тите години на 19-тиот век, по смртта на владиката Калиник, имало противење и негодување за поставувањето на грчкиот митрополит Јосиф на Охридската катедра. До најжестоко заострување на односите дошло по смртта на преспанско-охридскиот митрополит Јоаники во декември 1859 година, кога охридското граѓанство и интелигенција
испратиле молба до патриаршијата во Цариград со барање да не испраќа во нивната епархија митрополит Грк. Но патриаршијата, се уште чувствувајќи се доволно моќна, не ги прифатила ваквите барања и веќе во април 1860 година грчкиот митрополит Мелетий се подготвувал да седне на Охридската катедра. На ваквите вести, охриѓани се заканиле дека ќе преминат во унија со Римо-католичката црква. Мош неактивни во антипатриаршиските активности во Охрид биле Димитар Миладинов и Григор Прличев, особено по доаѓањето на владиката Мелетий во Охрид. Делувајќи против политиката на Цариград, првенците во август 1869 година издействувале основање на нова црковна училишна општина, чија власт целосно ја превзело македонското граѓанство. Карактеристично е што во Полјанската или Кукушко-Полјанската епархија во 1859 година за епископ бил поставен Партенија Изографски. Тој бил првиот архиереј кој што по укинувањето на Охридската архиепископија во одредена македонска епархија е поставен без желба на синодот во Цариград. Неговата активност во Кукушката и односно Кукушко-Полјанската епархија предизвикувала определено незадоволство помеѓу членовите на синодот во Цариград, односно неговата блискост со граѓанството во Кукуш, неговата заложба за определена просвета и така натаму, и тоа била една од причините тој да биде повлечен од епархијата во 1867 година и да биде поставен во Нишавско-Пиротската епархија, како што тогаш се нарекувала. Црковно-просветното движење во Дебарската епархија започнало во 60-тите години на 19 век, кога во градот Дебар била основана црковно-училишна општина. Во септември 1863 година испратила писмо до Високата порта во Цариград со молба за народна епархија. Молбата била подпишана од представници од црковните општини, каде имало поголем број на македонско православно население, како Дебар, Галичник, Лазарополе, Росоки и други. Во Пелагониската епархија, заради неможноста да се служи на црковно-словенски јазик во црквата Свети Димитрий, во Битола биле изградени црквите Света Недела и Света Богородица. Во Битола особено била силна патриаршиската струја се до Балканските војни. До крајот на 60-тите години на 19 век, најголемиот дел од македонските црковни училишни општини се осамостоиле и ја повеле борбата за ослободување од јурисдикцијата на Цариградската патриаршија. Целта била да се возобнови Охридската архиепископија, но поради делување на повеќе внатрешни и надворешни фактори, тоа било особено тешко да се постигне. Еден од најсмелите борци за обновување на Охридската архиепископија Григор Прличев, по повод 100 годишнината од незиното укинување, одржал повеќе беседи за обновување на архиепископијата, истакнувајќи меѓу народот патриканата наша да воскресне. Во 70-тите години на 19 век, како нов и влијателен фактор кој ќе има значајно влијание во Македонија, се појавува бугарската екзархија. Со самиот такт за основање на екзархијата, со дозвола на султанот во февруари 1870 година, Велешката епархија представувала составен дел од неа. Во ферманот, кој бил издаден од султанот, се предвидувало одржување на референдум во епархиите во Македонија и Тракија за влез во екзархијата. Токолку
2/3 од жителите би се изјасниле за приклучување и се назначил екзархиски владика. Ова било искористено, да кажеме, од дел од македонското граѓанство како една опција да можат полесно да се ослободат од влијанието на Цариградската патриаршија. Па така најпрвин вакви успешни референдуми имало во Скопје, Охрид, а уште со основањето на екзархијата во 1870 година било предвидено Велес, односно Велешката епархија да биде под юрисдикција, односно бугарската екзархија да има юрисдикција на територијата на Велешката епархија. Меѓутоа, и самата Порта, значи османлиската власт, имала определени политичко влијание тука, па таа дозволувала или не дозволувала на територијата на Македонија во определени епархии да бидат поставени екзархиски митрополити. Под влијание на руската дипломатија било и поставувањето на екзархискиот митрополит Теодосиј Гологанов, кој во 1890 година дошол во Скопје. Тој бил македонец, роден 1846 година во село Трлис во Неврокопската околија. Веднаш по доаѓањето, Теодосиј ги сменил директорите, учителите и председателите во црковно-училишните општини и на нивно место поставувал луѓе во кои имал доверба. Постепено, тој почнал да се спротивставува и на одредени одлуки на екзархијата кои се однесувале на Скопската епархија. Во учебната 1891-92 година, Теодосиј не го прифатил списокот на екзархијата за назначување на учители дојдени од Бугарија. Екзархот Јосиф бил незадоволен од митрополитот и побарал да се повторат изборите за епархискиот совет, инсистирајќи да се постапи според екзархискиот устав. Теодосиј не ги послушал препораките на екзархот. Преценувајќи ги своите сили, тој истовремено започнал борба со грчката, српската и бугарската пропаганда. На почетокот на јуни 1891 година, екзархот Јосиф му упатил покана на митрополитот Теодосиј да дојде во Цариград и да даде објаснение за своите постапки. Митрополитот не се одзвал на поканите на екзархот и го информирал дека во иднина Скопската епархија ќе употребува своји формулари за документи наместо екзархиските. По ова, митрополитот Теодосиј ги прекинал врските со екзархијата. Тој добро ги познавал каноните на православната црква за прогласување на автокефалност и бил свесен дека Цариградската патриаршија нема да се согласи за обновување на Охридската архиепископија. Затоа митрополитот се одлучил да побара помош од Австро-Унгарија и да се обиде да ја возобнови Охридската архиепископија со помош на Римокатоличката црква. На почетокот на декември 1891 година во Скопската митрополија се одржала средба меѓу митрополитот Теодосиј, австро-унгарскиот конзул во Скопје Шмукер и со апостолскиот нунци од Цариград Аугусто Бонети. На средбата била постигната согласност да се возобнови Охридската архиепископија, која би била во канонско единство со Римокатоличката црква. Се одлучило начело на црквата да застане митрополитот Теодосиј, повисокиот и понискиот свештенички клер да биде родом од Македонија, границите на Охридската архиепископија да се поклопуваат со границите на Македонија, католичките мисионери да не се мешаат во внатрешниот живот на архиепископијата. Сепак, обидот пропаднал. Со енергична акција на екзархијата и со помош на османлиските власти, митрополитот Теодосиј бил спроведен во Цариград, а веќе во февруари 1892 година на неговото место бил избран друг архиереј. Против смената на митрополитот Теодосиј имало бројни протести, но тие не вродиле со плод.
Значи, ова е влијанието на грчката пропаганда преку Цариградската патриаршија и на бугарската преку екзархијата. Гледаме дека тука недостасува една од пропагандите на соседните држави, а тоа е српската пропаганда, односно влијанието на српската, какво било влијанието на Српската православна црква на територијата на Македонија. Српската православна црква добила автокефалност една година по прогласување на независноста на Србија на Бернскиот конгрес во 1878, значи наредната 1879 година Цариградската патриаршија ја признала Српската православна црква, значи во рамките на тогашното кнежество Србија за автокефална. И таа практично немала директно црковно влијание на територијата на Македонија. За возврат, српската влада би давала парична помош на патриаршијата за секое епископско место. Српската пропаганда се засилила по 1886 година, кога во Белград било основано Друштвото Свети Сава, како и по отварањето на српските конзулати во Скопје, Битола и Солун. Српската држава, почнувајќи од 80-тите години на 19 век, постојано барала до портата во Цариград во определени епархии, почнувајќи од Призрен, Скопје, Прилеп, Дебар, Битола и така натаму, да бидат поставени срби за митрополити. Најпрви постоело одбивање од страна и на патриаршијата и на портата, меѓутоа по определен временски период, особено во последната деценија на 19 век, самата Цариградска патриаршија прифатила во определени епархии во Македонија да бидат поставени митрополити од српска националност, но кои што ќе бидат под црковна юрисдикција на самата патриаршија. По низа дипломатски притисоци, српската пропаганда издействувала за администратор на Скопската епархија да биде поставен архимандритот Фирмилијан. По 2 години, синодот на Цариградската патриаршија го избрал Фирмилијан за скопски митрополит. Ваквиот избор предизвикал незадоволство во Атина и Софија. Тоа предизвикало определено негодување како од екзархијата, па дури во самата патриаршиска струја имало негодување зашто доаѓа на катедра, на Скопската катедра човек кој што епископ кој што не е грк, туку е србин и тоа не е граѓанин на Османлиската империја, туку тој бил по потекло од Шабац, значи граѓанин на кралството Србија, меѓутоа по 2 годишни натегања во 1899 година тој бил поставен ракоположен за скопски митрополит. Останал релативно кратко како скопски митрополит, во 1903 година починал, а за негов наследник повторно во Скопската епархија бил поставен епископ кој што бил од српска националност. Тој не потекнува од Македонија, туку од Косово, од градот Липљан, тоа бил Севастијан, кој што дури не успел ниту да ја преземе заради болест, бил болен од туберкулоза, веќе наредната година, 1904 година, починал. Него го наследил хилендарскиот архимандрит Викентије Крџич, кој што раководел со Цариградската, значи со патриаршиската скопска епархија од 1905 до 1915 година. Србија барала од османлиските власти и во Велес за митрополит да биде поставен архиереј од српска националност. Прашањето се заострило по оставката на дотогашниот патриаршиски митрополит Поликарп. Српската влада била незадоволна од поставувањето на новиот митрополи Партении. Врз патриаршискиот митрополит вршеле притисок експонентите на српската пропаганда. И во 1910 година за епископ на Велешко-Дебарската епархија бил избран и ракоположен Варнава Росич. Против неговото именување во Велес имало протести. По повлекувањето на српската војска во 1915 година од овој простор, повлекувањето преку Албанија и стационирањето во Грција, тој се повлекува заедно со војската, а по пробивот на Македонскиот фронт во 1918 година тој се враќа на овој простор и е надлежен за епархиите на територијата на Македонија. Потоа е поставен за скопски митрополит, а 1930 година е избран и за српски патриарх. И таа должност ќе врши се до 1937 година.
Кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век на територијата на Македонија се одвивала жестока борба на соседните пропаганди. Поделбата на македонското население на екзархисти и патриаршисти ќе остави долгорочни последици на македонското национално ткиво. До судири на теренот доаѓало меѓу екзархистите и патриаршистите на српска или грчка страна. Имало и примери на физички пресметки меѓу македонското граѓанство за владење над одредена црква или училиште. Согледувајќи ја ваквата состојба, македонските интелектуалци, кои делувале надвор од Македонија, се обидувале да изнајдат решение. Во корпусот на националното било и решавањето на црковното прашање во Македонија. Во 1902 година, во Петроград, било основано Македонското научно-литературно другарство на чело со Димитрија Чуповски. Една од целите на другарството била да го помогне национално-ослободителното движење во Македонија во национален, како и во црковен поглед. Во својата програма се залагале за извојување на политичка автономија на Македонија, најпрвин во рамките на Османска Турција и во заобновување на Охридската архиепископија како македонска православна црква. Во овој контекст е и дејноста на Крсте Петков Мисирков, кој во своето дело за македонските работи се осврнал и на црковното прашање во Македонија, барајќи го решението во автокефалната Охридска архиепископија. Но ваквите предлози не биле во интерес на оние кои решавале за судбината на веќе одамна ослабената османлиска држава, а со тоа и на судбината на Македонија како нејзин составен дел. Во деценијата од Илинтенското востание до Балканските војни, состојбите во епархиите во Македонија не се промениле. Екзархијата и патриаршијата ја засилувале својата пропаганда, тежнејќи да привлечат што поголем број приврзаници на своја страна. Во ваква состојба биле дочекани Балканските војни. Во октомври 1912 година започнала првата Балканска војна, а територијата на Македонија била окупирана од војските на Грција, Србија и Бугарија. Во втората Балканска војна, довчерашните сојузници војувале за контрола на што поголем дел од Македонија. Војните имале директно влијание и врз црковните прилики во македонските епархии. Во март 1913 година биле протерани екзархиските архиерейски наместници од епархиите во вардарскиот дел од Македонија, каде што власт воспоставила Србија. До тогашните екзархиски митрополии Охридска, Битолска, Велешка, Дебарска и Скопска преминале под власта на Српската православна црква. Епархиите во егејскиот дел на Македонија преминале во управа на Грчката православна црква. Уште во 1914 година Кралството Србија започнало преговори со Цариградската патриаршија за добивање на канонска юрисдикција на териториите кои што по 1912 и влегоа во рамките на територијата на Кралството Србија. Тоа беа Македонија, Косово, просторот на поранешниот Новопазарски Санџак, со цел да влезат официјално во рамките на Српската православна црква. Меѓутоа, овие преговори беа прекинати заради почетокот на Првата светска војна.
По влезот на Бугарија во Првата светска војна, во октомври 1915 година, поранешните екзархијски митрополити започнале да се враќаат во епархиите во Македонија, кои биле под власт на бугарската држава. Но во септември 1918 година, силите на Антантата го пробиле Македонскиот фронт, а српските војски повторно ја поспоставиле српската власт во Вардарска Македонија. Екзархиските митрополити со повлекување на бугарската војска се повлекле во Софија. По создавањето на кралството на србите, хрватите и словенците на 1 декември 1918 година се поставило прашањето за обединување на сите црковни области кои ги опфатила новата држава. Епархиите во Македонија формално биле под јурисдикција на Цариградската патријаршија. На 31 декември 1918 година било одржана конференција на сите православни епископи од кралството СХС, на која било разгледувано прашањето за обединување на православните црковни организации и создавање на српска патријаршија. Прашањето за начинот на отстапување на епархиите, кои биле под јурисдикција на Цариградската патријаршија на Српската православна црква, било предмет на преговори меѓу државно-црковната делегација на кралството СХС и делегатите на Светиот Синод на Цариградската патријаршија. Долго време се одвивале овие преговори и конечно во 1922 година по изборот на Цариградскиот патријарх Мелетий IV бил донесен патријаршиски акт Томос, со кој што овие епархии од Цариградската се ставаат под јурисдикција на Српската православна црква. Договор бил постигнат на 18 март 1920 година, а наредниот ден Светиот Синод на Цариградската патријаршија со одлука одобрил епархиите кои биле под негова јурисдикција, и тоа Рашко-Призренската, Скопската, Велешко-Дебарската, Пелагониската, Преспанско-Охридската, дел од митрополијата Воденска, епископијата Полејанско-Дојранска, митрополијата Струмичка, како и митрополиите во Босна и Херцеговина да се присоединат кон новосоздаденото кралство. Со оваа одлука, Цариградската патријаршија прифатила споменатите епархии да се присоединат кон автокефалната обединета српска црква која се конституирала. Во согласно со договорот, владата на кралството на СХС се обврзала да исплати на Цариградската патријаршија 1,5 милиони франци. Со тоа и формално, епархиите во Вардарскиот дел на Македонија потпаднале под јурисдикција на Српската православна црква. Тоа денеска го објавува дури српската историографија, не е тајна. Во преговорите се одлучило овие, бидејќи тоа се сепак големи пари, да се исплатат тие 1,5 милион франци, да се исплатат во 3 рати, при што последната рата да се исплати по добивањето на официјалниот акт Томос. Со воспоставувањето на својата јурисдикција на територијата на Вардарскиот дел на Македонија, Српската православна црква започнала и со реорганизација на дотогашната поставеност на православната црква. Во црковен поглед, Македонија била поделена на 4 епархии: Скопска митрополија и 3 епископии: Охридска, Битолска и Злетовско-Струмичка. За митрополити биле поставувани лица кои добро ги познавале црковните како и политичките прилики во Македонија.
Некои од нив, како скопскиот митрополит Јосип Цвијович, ќе имаат значајно влијание во решавањето на македонското црковно прашање и во периодот по Втората светска војна.